думала, а истражувањата се лоцираат во некои други сегменти, во некои други домени. Прашањата за истражувањата и научните истражувања е посебно прашање за кој што треба да се дискутира. Ние овде можеби ќе го спомениме, заради тоа што главните финансиери, односно фондациите кои што тоа го прават, веќе не се од естаблишментот нити на државата, нити на самата наука, нити научниот естнап учествува во дефинирање на целите, потоа одредување на таргетите, па и самиот избор на проектите кои што се спроведуваат истражувањата, веќе не се во доменот на научно-истражувачката јавност, туку во некои приватни центри, да, и тука имаме веќе мешање на интересите. И универзитетот е таков како што е, точно поради тоа, тоа е прашањето на автономијата, за тоа што сакам наистина посебно да увлечам, да го маркирам овој проблем за автономијата, точно и тоа предпоставува. Целите, научните цели, никој веќе не е компетентен однадвор да ги определува што ќе се истражува и како ќе се истражува, туку тоа останува вратре. Заради тоа што автономијата точно и тоа представува. Етимолошкото значење значи авто и номос, значи правила кои што ги донесува самиот универзитет, а не тие да се донесуваат однадвор. Значи тоа е дефиницијата за автономијата. Така да, оно што го забележуваме на овој план, значи, отсутствува оваа компонента на научното знаење и пристапот кон научното знаење од страна и на професорите и од страна на студентите. Веќе целта не представува знаењето, односно научното знаење, туку еден нов вид на знаење на кој што веќе моите колеги истакна, односно функционално знаење, прагматично знаење, фрагменти, информации и така натаму, кој што за жал многу брзо се стекнуваат, многу брзо се учи се тоа, но многу брзо се стекнуваат. Тоа не е знаење кој што дава синтеза, тоа не е знаење кој што развива критичко мислење, тоа е функционално знаење кој што студентот го прима за по моментот да го употреби инструментално, да положи. Това е единствената негова цел. За жал, тоа не е проблем на студентите, како што можеме да заклучиме. Тоа воопшто не е проблем на самите студенти, туку е проблем на концептот на самиот универзитет и не само на универзитетот, туку и по-широко. Тоа доаѓа веќе од вредносните системи кои што се создаваат во општеството, односно помена на вредносните системи кои што следуваат ставот и кон универзитетот. Се разбира, тука имаме многу други фактори, многу други елементи кои што веќе беа спомнати, но се разбира, ние се тогаш зборуваме, ова се многу широки фактори, меѓутоа секој од свој ангол. Така да веќе оно што е карактеристично за реформите на високото образование, кои што се започнати некаде од 70-тите години, се интензивира во периодот на 80-тите години. Социолозите на економијата точно го маркираат овој период како период на експансија на неолиберализмот. Значи, неолиберализмот е доминација на пазарот во сите активности на општеството. Не само во доменот на економијата, каде што пазарот е главен механизам кој што ќе ги регулира односите помеѓу економските субјекти, туку пазарот влегува насекаде. Практично имаме, според зборовите на Карл Полани, ние имаме веќе не пазар на економија, туку пазар на општество, заради тоа што пазарот е насекаде. Го имаме во семејството, го имаме во образованието, го имаме во културата, во уметноста и каде уште не. Така да, оно што мене посебно од овие рефлекси кои што реков дека ќе ги споменам, видот на конкуренцијата кој што се остварува сега на универзитетот. Ако порадно професорите, односно универзитетскиот кадар се надпреваруваше во создавање на оригинални идеи, во одредени научни пристапи, во една интелектуална концепција и развиеност, сега се споредуваме и професорите, ако имаме инструментален карактер кај студентите, зашто би го немале кај професорите. Конкуренцијата се одбива на планот на што поголем број на часови, значи точно тоа го покажува карактерот на современиот универзитет. Дека тука не е веќе ориентацијата до научното знаење, туку кон наставата. Универзитетите се во тенденција да станат високи школи, точно таму, само каде што се продужува, односно училишта. Тука би отишла на оваа компонента која што е мене ми е малку поблиска, тоа представува влегувањето на пазарот во високото образование, што значи
влегување на пазарот во високото образование. Значи, освен во доменот на научно-истражувачката работа, кој што видите споменав, ние имаме и во доменот на она што представува во доменот на примерните цели на самиот универзитет. Беше истакнато дека профилираме кадри кои што имаат потреба од повеќе знаење, односно луѓето во општеството имаат се поголема потреба од знаење. Значи, ние денес зборуваме за општество базирано на знаење. Се претпоставува дека потребата од знаење ќе биде она што ќе биде влог за едните занимања на луѓето. Меѓутоа, ако перфектната улога на пазарот на трудот, тука каде ја гледам во овој сегмент. Ние, особено со болонскиот систем, со европскиот кредит трансфер систем, кој што постои во рамките на земјите членки на Европската унија, го видовме и ние, се повеќе помалку погодува ваквиот тип на високо образование, каде што има фрагментарни знаења. И она 3+2+7, кој што го ведува многу универзитети. Вие профилирате кадри кои што се потребни, такви какви што пазарот на трудот ги посакува. Тоа не значи дека пазарот на трудот абсорбира кадри кои што се високо квалитетни, односно каде што постои знаење, каде што постои синтеза, каде што постои креативност и така натаму. Напротив, ова тригодишните студии точно покажуваат дека општеството и овој систем кој што не е создаден однатре на универзитетите, туку е креиран однадвор од страна на Европската комисија, односно на Европската унија, и го наметнаа сите други универзитети, значи создавање на кадри, создавање на работна сила за пазарот на трудот на поевтин начин значи ги погодува. Тоа значи помал трошок за работна сила, која што се одликува пак со други перформанси. Значи, образована на некој начин, под наводници, или необразована работна сила, која што ќе биде погодна за пазарот на трудот и за работодавачите на тој начин. Исто да се случи и со мастер студиите, исто ќе се случи и со докторатите. Така да слушам дека во рамките на земјите членки на Европската унија и она студија прекрасна што ја даде Конрад, читајќи ја, навистина човек ќе свати дека овде навистина има проблем за луѓето што размислуваат какво образование постои во рамките на Европската унија, и тој со еден збор ќе рече дека болонскиот процес, односно неговата реченица е: бедата на европското високо образование има свое име, тоа е Болонја. И точно се осврнува на тоа дека болонскиот процес наистина прво што е наметнат однадвор, значи тоа е еден проект, една политичка конструкција која што ги изедначува на некој начин универзитетите. А зошто беше болонскиот процес? Мислам, исто така како добар познавач на евроинтеграцијските процеси, болонскиот процес и европскиот кредит трансфер систем требаше точно да ги подобри условите на земјите членки за воспоставување на европскиот пазар на трудот, односно единствениот пазар на трудот и трансферибилност на дипломите. Меѓу другото, тука има повеќе овде експерти за европскиот кредит трансфер систем. Јас го познавам за тоа што работам преку него и реков тоа ќе бидат лични рефлексии. Практично, значи,